Добра вечер. Гледате Свести на гласни идеи. Економската криза, падот на животниот стандард, образованието и здравството беа водечки теми на вестите на гласни идеи во годината што изминува. За жал, ова последна епизода на вестите за оваа година повторно не потсетува на суровата реалност. Па да проследиме за што станува збор. Во 13-тото издание на Свести, емитувано на 20 ноември, известивме за условите во студентските домови преку сведоштво на студент од студентскиот дом Гоце Делчев. Рестрикции на парно и топла вода во одредени периоди на денот, ограничена храна во мензите. Па, кога сме кај исхраната, годишно заокружување на темата ни доаѓа од студентскиот дом Пелагонија, каде во средата 6 студенти се затруле со храна од студентската менза. Со повраќање и болки во стомакот завршиле на инфективната клиника. Така да на тема човечки услови во студентските домови можеме да заклучиме дека студентите стануваат спартанци, се тушираат со ладна вода, се качуваат 10 спрата без лифт во студентскиот дом Гоце Делчев, а последната информација е дека 6 студенти од Пелагонија се добро, пуштени се на домашно лекување, што значи дека отпорни се и на хибриден напад со хемиско оружје, односно расипана храна. Проблемите на студентите од студентските домови изгледаат беззначајни во споредба со проблемите со кои се соочуваат граѓаните кои се борат со своите генетски или хронични заболувања за кои е неопходна доживотна и редовна терапија. За профитно ориентираниот економски систем очигледно не е важен човечкиот живот. Со ова не можат да се помират пациентите на кои им е диагностицирана цистична фиброза, генетска болест која има мултисистемско зафаќање, а најкритично се зафатени белите дробови и панкреасот. Квалитетот и квантитетот на живот на овие пациенти зависи директно од државата, односно дали истата ќе ја обезбеди терапијата која е воведена во сите држави во регионот. Во таа насока, барањата на Асоциацијата за цистична фиброза се следните. 1. Право на модулаторна терапија за сите пациенти со цистична фиброза. Државата веднаш да ја воведе по принципот на сите европски и балкански држави, со соодветен план и стратегија за опфаќање на целата популација која е заболена од оваа ретка болест. 2. На клиниката за пулмологија и клиниката за детски болести да се создадат услови за лекување на пациентите според протоколите за лекување на оваа состојба со формирање на стручни тимови и соодветни и стандардизирани услови за хоспитализација. 3. Фондот за здравствено осигурување да обезбеди медицински помагала кои се неопходни за секој пациент во секојдневната терапија. Сепак, државата си има други приоритети очигледно, па оваа терапија според Министерството за здравство и дел од стручната фела била скапа и затоа досега не била набавена, но ќе се направеле напори да се обезбедат средства. Преведено, ова значи дека правото на лек и правото на живот станале привилегија на богатите и снаудливите, односно за оние што може да ја обезбедат цената и логистиката на терапијата од странство. Не може поинаку да се толкува ноншалантноста на Министерството за здравство, што овие луѓе ги принуди на протест. Па, да проследиме дел од изјавите и говорите на учесниците на протестот одржан во понеделникот. Одговор треба да се разговара во владата. Министерот сам не може да го реши овој проблем, бидејќи се работи за скапа терапија. Треба да се најде начин, да се најдат средства, да се најде фонд за ова. Меѓутоа ќе следуваат разговори во владата и во Министерство за финансии. Така да свеста, благодарение и на медиумите за новата терапија, мисламе подигната и дека издружението ќе биде повеќе активно во апелирање на можноста за терапијата, која не е ефтина и затоа е во ова кризно време не е едноставно да се најдат средства. Меѓутоа, правото, да речам, за лекување во услови кога постои таква терапија, посебно за одредена категорија на болни кои се во понапредната фаза на болеста, кој терапијата за нив живот значи,
Мислам дека не треба да биде пречка ни состојбата во државата, ни финансите, треба да се изнайде начин да се обезбеди терапијата. Има ли некаков рок до кога да ве известа да најдат решение, нешто? Значи, преговорите не се ни започнати за да зборуваме дека има одреден рок. Професор Фуштич, пред да стигне таа нова современа терапија, дел од пациентите додека бевте на преговори кажа дека и основната, базичната, доцни, касни па со месеци се врзани. Искрено протестот го закажавме баш во 5 до 12 и буквално и фигуративно затоа што изминува 5 до 12. Многу од пациентите немаат време да чекаат за терапија и она што нас не иритира како пациенти е тоа што вакви разговори постојано имаме и сме ги водели и постојано сме добивале ветување. Не сме да се случи ни еден живот да биде загубен. Се извинувам јас, меѓутоа Преговори имаше, преговорите не доведоа до некое решение, тоест до носење на таа модерна терапија која што драстично ќе го подобри животот на лицата болни од цистична фиброза и затоа денес дојдовме тука да протестираме. Дали имате некоја комуникација со Министерството, не било каков фидбек од нивна страна? Од неофицијални извори знам дека Клиниката за детски болести има испратено пред неколку месеци официјално барање до Министерството за да се воведи оваа терапија. За жал до ден денес се уште нема некој фидбек, одговор од страна на Министерството. Така да комплетно, веројатно, ги игнорираат тие барања. Со оглед на тоа дека барањата се игнорирани, кои се следниве чекори? Повторно ќе се излезе на протест? Да, дефинитивно. Евентуално ќе следува и радикализација на протестите, но се уште е рано. Сепак треба да се разговара тоа во здруженијето, во рамки на здруженијето. ја рушија довербата кон институциите и системот со празните ветувања кои ги даваат постојано. Залагањата за инклузија во општеството станаа девалвирана реченица, која како на расипана плоча ја повторуваат оние кои ја имаат моќта и можноста за промени. Ние имаме право на лек и имаме право на живот. А во духот на празниците, кои се исследуваат, би сакала да кажам дека залудни се сите чествувања на државни и верски празници, ако не го сакате народот како ближниот свој. Браво! Кога институциите потврлаат, солидарноста е клучна. Ова особено важи за состојбите на живот и смрт, кога операција и терапија треба да се вршат во странство. Тогаш, од второстепено значење е одговорот на прашањето кој е крив, а првостепено е што јас можам да сторам за да спасам нечи живот. Во таа насока да бидеме хумани и да му помогнеме на 25 годишниот Марко Здравковски во неговата борба со карцином во 4-ти стадиум. Неопходна е операција и терапија во износ од 150.000 евра, која ќе се одвива во Франција. Новогодишната честитка ни пристигнува од најнепосакуваното место, односно од регулаторна комисија и Евана. Па, да се избориме за годината да не се познава по утрото. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела.